Нежбедин! Нежбедин! Ако ти се мотка тука Митре Влаот, кажи му веднаш да дојде горе. Пушти го да го копа лозето, земјата само ја гребе. Прати ја намката по вода, вода ќе се стори. Нема мајчин бадијала грошој. Аве, акмак. Говедо да беше ќе тропнеше на вратата. Симни го тој каскетот кога зборуваш со тој што те рани со леп. Ми студи на главата, бегу. А колку за лебот, овие две раце ме ранат. Тврдо глава, бе. Јас те главив тебе за момок. Ноќот ден да го правиш во сермијата. А тебе ралото тешко ти паѓа, а? Стоката да ја пасиш, јок! Капата долу, бе. Шо ме гледаш? Види, бекче. Ако уште еднушка ми го направиш истото, рака ќе ти прекршам. Бе, тебе шејтан ти влегувал во акалот, бе. Скапувам, бре, од работа. За ти да го намножиш имотот. Спијам како песка и коњите и воловите. Манџа нема за мене. Доста ми е веќе. И преку носот. Извади кесуле од појасот и да се платиме за последен пат. Или сам да го земам. Јаваш, бе. Јаваш, бе. Ти не си бил момок. Ти си бил јаничар в куќи. На! Со арам! Ајде, баци ми сега рака да ти простувам. Толкаво фала заслужуваш. Нечбедин! Нечбедин! И не пројќај гавази по мене. Ке ги сокршам од чотек. Димитар Панџаров, во народот познат под прекарот Митре Влаот, роден 1873 година. Бил презрен момок и незадоволник од ропскиот воздух. Се одметнал в планина. Во 1901 година, кај селото Кономлади, заедно со двајцата своји браќа, се приклучил во комитска чета. Пргав, бунтовен и решителен. Бујна коса, црна брада. Што ке речел, ке пресечел. Двајца рипнете му преку зидот. Вие двајца ватете буси одзад и кај капиџикот. Како може да спие, бре, со толку вовка на совест, бре? Василчо! Лош домакин си, бре, Василчо! Или на грчки да ти кажам? Ајде, војвода. Му ебав мамата на резето. Бравос! Каква куќа спечалил поганецот. Одам прв на чардак. Гајред, Василчо, гајред. Полека сврти се. Богородица веќе не ти помага. Зашто само јас? Зашто само кај мене? Во Желине живеат и македонци и турци. Некој фес ја има направено таа белја, а вие мене ме обвинувате. Во Желине има многу гркомани. Ама ти го држиш бајракот. Знаеш дека ВМРО има начулени уши. Ама некои гревови не ти се простуваат ни на прочка. Овде е убиен еден екзарски свештеник. Наш член. До лакти ти се крвави рацете, Василчо. Организацијата ти пресуди. Ама јас сум ти казната. Вреди ли ако порекнувам? И што сакаш сега, да ти се колнам во децата ли? Не.
Јас го убив тоа комицко попиште, јас. Софри давав за андартските чети, за да можат добро да се најадат и да ве гонат по планините. А што сте вие, а? Вошкари со 2 куршума во джебот. Ајде, пукај. Пукај, бе! Домашните не ти ги гибаме, а ти заминуваш на црно небо. Како соучесник, во таа ноќ бил ликвидиран еден гркомански поп од истото село. Од страв дека ВМРО може да изрече нови смртни пресуди, никој од селото не подкажал пред турските власти. Но тие знаеле кој стои зад ваквите ликвидации на шпиони, па затоа почнале да испраќаат зајакнати потери по комитските чети. На прагот од зимата, костурските револуционери решиле да се разделат во помали групи и да се распрснат по регионот додека помине турската офанзива. Војводата Димитар Панџаров, алијас Митре Влаот, иако влав по националност, бил целосно посветен на македонската ослободителна кауза. Тој, заедно со уште 5 комети, се повлекол во планинската дивина. Со соборците нашол добро засолнета пештера, каде што ги затекнал суровиот снег до појас. С договорен знак, војводата ја отвори. Само волци наоколу. Да не дојде јатакот со храна. Не дојдоа. Или не заборавија, или се плашат од аскерска заседа. Да запалиме малку огин. Еј. Не, чадот е предавник. Ако ви се пие вода, барем снег имаме. Ајде, раздвижи се малку. Да не замрзнеш. Море, што би опнал една комовица сега. Печени костени. Далеку е пролета, војводо. И до слободата е далеку. Ама ќе ја дочекаме. Овие не се отровни за јадење. И дал Господ здрави заби. Анчо, утре е твој ред за излегување. Така е, војводо. А кој ден е денес? Смртов ден. И за тебе, и за мене, и за него, за сите. Трпение, спасение, браќа. Ќе грејне сонце и за нас. Ти се наполнили срцето манас. Еве слеговме долна преспа. Ја знам како джебот свој. Село на Буковиќ се вика, а она од спротива Лак се вика. Што мислиш? Од која страна би можел да најде изедник од сел побег? Од Буковиќ бука го треснала по глава. Ќе го сотреме по кратка постапка. Тоа уште повеќе ќе го зајакне влијанието на ВМРО. Велат дека ни внужник не одел без придружба. Е па покрај сувото ќе гори суровото. Ене ги. Тој во средина е клапи. Тргнам јас по него. Не. Густа е шумата, а и негов терен е. Друг пат ќе го начекаме. Во август 1903 Митре Влаот биел битка со сејмените кај дело Дъмбени. По Илинденското востание останал во реонот на Костурско. Бил непомирлив борец против грчката андартска активност во Македонија. Влегол во отворено непријателство со владиката Германос Каравангелис. За многу
години, Ваше Преосвещенство. Еве, јас донесов ужинка малку колку така да закрепнете за здравје, убаво. Донесов еден филџан за мене, си реков, ако имате некои тајни така наредби, заповеди, јас со задоволство би ве сослушал. Седни, Спирос. Благодарам. Лековити билки. Само мене ми треба нешто посилно, да ми ги смири нервите. Тој, Митре, Влаот, ми е кошмар. Цело Костурско го стори во тврдина против грчкото влијание. Мене лично ми е најголем душман. Какво фајде, Спиро, што фрлив анатема врз ВМРО. Лоче, еве, јас донесов и блаженки малку да се заблажиме, тоа туку да не се лутиме толку многу. Ако дозволите, и јас малку да земам и јас. Земи, касно. Не, благодарам. Меденици, ами горчот како бигор. Толку андартски чети пратив, а тој еден комита испадна посилен од сите нив. Пресвети владико, ако дозволите, си реков, и трината доаѓа од главата, и си реков, кога веќе не можеме главата да му ја скинеме, можеме, ако ништо друго, да го преселиме овде кај нас. Мислиш со подкуп? Не. Сакав да кажам со некоја така по примамлива сума, што не би го оставила рамнодуше. Уште веднаш ке пратам гласник. Ке се подпишам со друго име. Да се сети. И ке се сети од кого е. Да донесам веднаш хартија, дивид... Уште веднаш? Уште веднаш, Ваше Преосвещенство. Вака ке те здробам, ѓаволе комицки. Чекај. Гласник. Го провери? Нема ниту кама, ниту пишто. Војводо, рече дека ќе ти каже само тебе што носи. Што е? Да не сакаш да преминеш на наша страна? Многу важно писмо. Ако не ме отепате, да го почекам одговорот. Дебре, не сме крвници. Дајте му малку јадење, ама држете го наоко. Така, војводо. Браќа, кој е овде најписмен да го видам? Јас сум таков, што на ум, тоа на друм. Со четата делам и леп и душа. Баре, читај гласно. Дај, војводо. Војводо Митре, зошто не го напуштиш тоа штуро ВМРО и тој терен што бил и ќе биде гркомански? Елај си при нас во Грција, живо да живееш. Ништо не е бесплатно, се разбира. За возврат ќе добиеш огромна сума пари на рака, но и месечна плата од по 10 лири до животно. Ти си влав, онади им ја мајката на македонците. Твоите деца да растат и да се образуваат во Солуна града, да станат офицери. Аман, откажи се од таа залудна борба и дај да се помириме. Писмово, сакаш чувај го, сакаш изгори го. Напишано е од мене, но подпишано не баре од еди кој си. Задржи го конјот како дар, а гласникот со се твојот брз одговор да ми го вратиш. И овде има некој нечиток подпис, војводо. Ова срамно писание од грчкиот владика Германос Каравангелис. Ама која змија си ги покажува нозете? Баш ке ти одговорам гнидово мантија. Доста писмен бил мајчиниот. И остар како брич. Гордо го одбива мојот предлог, а згора на тоа и се заканува. Каква дрскост! Ама вие покажавте и премногу добра волја, Ваше Преосвещенство. Тој е простак. Не го подценувај, Спирос.
Има огромно влијание среде народот. Останува со Божја волја да се надеваме на негова скорешна смрт, макар да е јуначка, само да го снема. Главните информации за движењето на комитските чети до турската власт били испраќани токму од Каравангелис. Тој имал широка мрежа на доушници во сите костурски села, од редовите на гркомански настроеното население. Митре Влаот бил на врвот на листата за ликвидација. Во меѓувреме, по забуна, а мислејќи дека се судриле со Митрета Влаот, турските потерџии го убиле грчкиот андартски војвода Павло Смелас. Препредениот Каравангелис, иако ги знаел точните факти, сепак и ова убиство му го припишал на ВМРО. Како непосреден извршител го посочил токму Митре Влаот и само демнел миг и можност да го намами во стапица веќе легендарниот македонски војвода. Сус! Ни збор! Се оставали таков сојузник да чека пред врата? Чамук! Брзо! Брзо оди донесе го! Бујрум! Бујрум, ефенди Каравангелис. Кафе? Ни кафе, ни тутун кајмакам, ефенди, туку акција. Најпосле, волкот ни е нанишан. Иншалах. Зборувај! Зборувај! Митре Влаот со сечета влегол во село Жупаништа. Ако си кабил да пратиш Аскер, уште вечерва ќе го сардисаме. Дума да нема. Не е со еден, со три обрачи ќе го сардисам селото. Ке ве води Христо од Шестево, мој човек од доверба. Нема дупка ни козија патека што не ја знае. Тамам, одарно, поарно. Велиш, ефенди Каравангелис, дека таа твоја лисица на две нозе може да му дојде доак на оној шејтан комитлар. Може. Со ваша помош, ефенди, може. Алла версен. Алла версен. Шакир! Зекерија! Сабит! Зеко! Ти, узбуна за сиот Аскер во касарната, готов за потера и за ноќен марш. Ти, веднаш викни Пајтон и однеси го мојот гостин. А ти седни овде до мене. Треба да смислиме план и да го спасриме тој шејтан комитлар Митре вашето. Разбрано. Војводо, не сардиса, смрди на поган кодач. Командувај пробив, кон горносело. Кондорносело е воденицата. Фрлајте бомби! Тие ќе ни го отворат патот!
Имаш кибрид? Ова е четната архива. Запали ја. Значи, нема друг излез војвода. Оди потаму. Ке чуеш, да не видиш.